Бојкот во маркетите, ама бојкоти и на пазарите, повторно слаба раздвиженост. Разочарени продавачи велат трет петок е намалена раздвиженоста на пазарот во Штип. Оние што беа излезени велат дека торбите се речиси празни, бидејќи она што продавачите го нудат не е складно за нивниот джеб. Едногласни за Емнет дека ова е дополнителна нервоза. Празна торба, не, скапо е. Скапо е. Скапо е за нас, пензионерите е скапо. Па ќе купиме компир, џелка, јаболка, тоа. Основно. Да, најосновните работи. Ама као овошје нешто? Па и овошје купуваме, се зависи. Скапо е се. И овошје е скапо, нема тука што. Мора да се да. Исти цените се. Исти се. Само гледаш пензионерите, да едни взимат денеска комерцијална банка, стопанска е на трети. И сега, кој е изведил парички, купе ние пензионерите така, разбираш. Па взема зелкичка, кромитче, јаболки, нешто од тамо копанчиња, кубаски и така. И они многу и качија цените. Претеризам тоа. Продавачите велат дека веројатно бојкотот во маркетите делува и на пазарот. Повеќе означува и за нив проблем. Секој ќе мене 40 денари. Компиро Агрија, од Кратово е компиро, од планината. Комидо е 40 исто. Тоа е аршлама, ама се расадува тоа, не се сади од арпаџик, тај се расадува. Грао 150, тие се стандардни цени. Другите имаат царевно брашно или мумурузно, што го викате за качамак. 60 денари, ржено има, пченично има, интегрални брашно. Нема, денеска нема. Изгледа бојкотот делува на ова. И на пазарот делува. Најверојатно е тоа, ја до сега вака не е било. Инаку овој петок се продаваше и свежата марула, како и млад кромит кој се доста барани за периодов. Се продаваше и сувото овошје, но и мумурузното брашно за оние кои што ги знаат старите рецепти.